Индоминерали е со големи проблеми, откри вчера британското списание Metal Build. Меѓутоа, лошата вест во рударскиот пробиштип не е големо изненадување. Таму дека нешто не е во ред се чувствува подолго. Неработењето од речиси 2 месеца и незадоволството на рударите не може да биде спокој за никој, иако рудникот најде пари и рударите ги исплати. Освен ова, веќе со месеци се нижат индикации дека работата оди надолу брзо. Имено Индоминерали Македонија половина милион евра должи само на фирмата Црешово топче по основ оброци за рударите. 7 месеци не е платена месечната концесиска рата на локалната самоуправа Пробиштип, што вкупно е речиси 120.000 евра. Индоминерали не ја плаќале ниту водата на Пробиштипското јавно предпријатие и нивниот долг по овој основ изнесува околу 15.000 евра. Вакви долгови според наши информации има уште многу, па наводно Индоминерали Македонија наши фирми заглавиле со околу 3 милиони евра. Нередовните и неизвестни плати во последните месеци сосема го замреа животот во сиромашниот Пробиштип. Најдобриот индикатор, трговците, тоа веќе го забележаа. Ние сега чекаме пензија да земат луѓето и ние да малце да тие 2 недели имаме раздвижување. Иначе, рудникот имаше 2 месеца 3 некои паузи, некои проблеми нивни, така да тоа одма се осети кај нас. Така да тие работи одма излезат на виделина. Тоа е едно болно прашање, тешко оде, многу тешко оде. Екзистенцијалната неизвестност за 500 рудари е доволна. Јавно да се зборува, па гранковиот синдикат на оваа тема најави итен состанок со индиците, иако досега договореното тие го почитувале. В понеделник имаме средба со тоа раководство, со нивното раководство што е овде. Имавме средба и со Бинани и знам јас дека тие има долгови, меѓутоа кажувањето беше дека тие седнуваат и со сите ги репрограмираат. Меѓутоа изворно сакам да чујам баш после ова новото што го вие како сознание сте го добиле. Од друга страна, градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски за ова молчи. Само пред неколку дена тој од оваа тема побегна како од оган. На договореното во Пробиштип градоначалникот ненајдено некаде замина. Секако, тоа проблемот не го решува, па тоа што овде се крие на виделина, најпрво излезе во Англија. Од друга страна, залудни останаа и нашите обиди, ситуацијата да ни ја објасни некој од Индоминерали. Телефоните во тој правец не беа неуспешни. Но, што навистина се случува со Индоминерали? Дали е моментална криза или има суштински проблем? Имено, последните 2 години Индоминерали Македонија остварува добри финансиски резултати. Полани фирмата била на 137-то место во државата по финансиски резултати. Лани падот бил за 7 места, но тоа се цели 34% помал обем на работа и пари. Што ќе се случува и какви ќе бидат резултатите за оваа година, сега е главно прашање во Пробиштип, но и на многу други.